Комисијата за европски прашања утре на амандманска расправа за предлог законот за употреба на јазиците. ВМРО ДПМН поднесе 84 амандмани, СДСМ 4, а БЕСА 2. Од опозицијската ВМРО ДПМН велат дека ќе се интервенира таму каде што сметаат дека се загрозува македонскиот јазик. Од СДСМ тврдат дека амандманите се заради расчистување на дилемите за законските казни, а БЕСА бара службена употреба, а не само унапредување на албанскиот јазик во Македонија. Пратеничката група на ДУИ не поднесе амандмани, бидејќи забелешките ги доставиле до Венецијанската комисија. ВМРО ДПМН побара повлекување на европското знаменце од овој закон. Ова собрание го злоупотреби европското знаменце на законот за употреба на јазиците, за да ги скрати сите возможни дебати, сите возможни дискусии и сите возможни расправи, дури и за оние 90 амандмани кои што се поднесени во архивата на собранието на само 3 дена. И втора работа, индиректно посочи дека оваа постапка воопшто нема никаква врска со приоритетите на Република Македонија за побрзо зачленување во Европската унија и НАТО. Никој друг, туку еврокомесарот Хан, ја расчисти маглата и лажните приказки кои што тука СДСМ ги пласираше на целокупната македонска јавност. На новинарско прашање по средбата со Илир Мета, председателот Иванов рече дека ќе се произнесе за законот за јазиците, откако ќе го добие текстот на законот. Во кабинетот веќе имаме огромен број пристигнати и експертски мислења и од стручната јавност, така што кога ќе биде доставен законот до мене, тогаш ја ќе се произнесам по него и тоа мора да биде во согласно со уставот и државните интереси. Предлог законот за јазиците е со европско знаменце, а расправата во Комисијата за европски прашања ќе трае 3 дена. Потоа повторно се враќа на пленарна седмица, пошто ќе следува финално изјаснување на пратениците по текстот. Еврокомесарот Хан потврди дека законот за употреба на јазиците не е европски приоритет.